Најавтентичен американски филозофски правец е прагматизмот, како продолжение на емпиризмот и утилитаризмот. Терминот прагматизам прв го употребил Чарлс Сандерс Пирс во 1878 година, за да означи мисла која укажува дека сознанијата имаат значење во животот и нивната вредност зависи од користа што ја имаат луѓето од тие сознанија. Најзначаен американски философ е Вилијам Џејмс, роден 1842 година, живел до 1910. Негово најзначајно дело е прагматизам. Вилијам Џејмс го означува прагматизмот како радикален емпиризам, каде основен критериум на сознанието е неговата практична вредност или полезност. Вилијам Џејмс бара од мислењето и дискусиите да се дојде до успешно практично решение. Ако некоја мисла донесува резултати, таа е добра и вистинита. Во прагматизмот се истакнува значењето на единката и на секоја иницијатива. Философијата на прагматизмот е оптимистичка филозофија на активноста и успехот, нешто типично американски. Етиката на прагматизмот е мелиористичка, тоест етички е најважно да се подобруваме во склад со трендот на позитивното мислење и однесување. Џон Дјуи, ученик на Вилијам Џејмс, вели дека мислата е инструмент за практични животни решенија. Философијата, според Џон Дјуи, има социјално-педагошка функција да служи за изградба на подобар човек и на поправеден општествен систем. Учењето на Џон Дјуи е наречено инструментализам. Тој смета дека мислењето е средство, инструмент за адаптација на средината, донесување практични животни решенија, орган сличен на рацете, забите, нозете и така натаму. Интуиционализмот представува поширока концепција за универзалноста на човековите сознани и духовни моќи, отпор против нагласениот рационализам на логиката и владењето на екзактниот метод на науката. Главен представник на интуиционализмот е Анри Бергсон, роден 1859 година, живел до 1941. Бил најпознат париски професор, наречен филозоф-поет, заради стилот на неговото пишување. Неговите најважни дела се Творечката еволуција, есеј за непосредните факти за свеста, за смејата, два извора на моралот и на религијата. Бергсон во однос на науките и философијата вели: науките имаат вредност и потребни се во животот, но апсолутното може да се открие само со филозофски пристап. Својата инспирација ја наоѓа од идеите за слободата на творештвото. За него човекот е само продукт на своите решенија, тој се создава самиот себе. Ставот на Бергсон во однос на волјата е дека таа и претходи на свеста. Актите на волјата се пред мислата. Суштината на се што постои се открива со интуицијата. Со неа може да се согледа динамичноста на животот и да се открие вистината за реалноста, наспротив природно-научните сознанија кои се статички слики. Во сите животни појави, Бергсон открива агенс наречен животен елан, елан витал, што значи полет и подем на животот. Според Бергсон, постојат две основни етички тенденции. Првата е попримитивна и уште доминантна во општеството, изразена со притисок врз личноста да реализира нужни морални норми, затворен морал. Втората настанала подосна и резултат на духовните човечки квалитети се представува со прогресивниот дух на слободните личности, отворен морал. За Бергсон, висшиот тип на луѓе представуваат исклучителни личности, херои на животот кои понудуваат представа за апсолутна моралност. Морал не широко познат во општеството, чиј извор не е заедницата, туку нивната интуиција. Морал не на сегашноста, туку на иднината. Психоанализата представува посебна теорија и практика, исклучително значајна за разбирање на душевните процеси на човекот.
Со психоанализата може да се испитуваат длабинските слоеви на душата преку комуникација со движењата и изјавите на пациентите. Својата теорија Фројд ја гради врз три фактори: ид, его и суперего, или тоа, или нешто, јас и надјас. Основниот елемент на човечката природа според Фројд е сексуалниот нагон. Либидо, како природен нагон, доаѓа од идот. Егото представува центар на рационалната свесност, на постапки насочени кон јасни и јавни резултати. Суперегото представува израз на притисок однадвор, од општеството. Од него извираат моралните норми и другите барања кон личноста. Идот, егото и суперегото не делуваат хармонично и согласно врз човекот. Во животот егото е распнато меѓу притисоците од идот и суперегото, кои се разликуваат по своите барања. Улогата на егото е да најде баланс, да ги задоволи и двете страни. Кога барањата на идот и суперегото предизвикуваат голем судир, тие се отстрануваат, а содржината се потиснува во подсвесниот дел на психата. Подоцна, тие содржини во подсвеста со сублимација стануваат извор на творештво во разни области. Доколку ова не функционира, се јавува невроза, растројство. Личноста, според Фројд, ја достигнува зрелоста кога илузиите ќе ги замени со два принципа: реалноста и задоволството, како цели во животот. При криза на науките, заради низа противставени научни теории, со што се појави скептицизмот во однос на втемеленоста на науките и релативизам во општеството, се побара помош од философијата. Хусерл, во однос на философијата, направи обиди да постави единствена научна основа со филозофијата како строга наука и универзално знаење засновано врз единството на човековиот ум. Философијата како строга наука, за да им помогне на науките, би била основа за опфаќање на целата реалност во целото нејзино единство. Хусерл во философијата изгради метод и правец наречен феноменологија, како наука за појавите во свеста, но не како опишување на надворешноста на нештата, туку како проникнување во нивната суштина. Крајната цел на феноменологијата е да се преиспитаат сите предпоставки на науките, да се пронајдат сигурни темели на сознанието. Феноменологијата не се занимава со предметите што постојат надвор од нашата свест, туку со појавите во нашата свест. Под природен став, Хусерл подразбира дека постои свет независен од нашата свест. Во однос на природниот став, философијата мора да се воздржи од изјаснување, давање суд за нешто. Феноменолошко епохе. Сигурното знаење се наоѓа во првичното искуство на свеста, изворните доживувања на самата свест, трансцендентална субјективност. Хусерл разликува три вида на свест, и тоа: емпириска свест, чија содржина се психичките доживувања, свест како внатрешен наблюдувач на сопствените доживувања, свест како форма на психичките интенционални доживувања. Феноменологијата се бави со интенционалноста, која секогаш е насочена кон некој предмет како нејзино основно својство, кое е изворно, првично и чисто. Суштината на самиот предмет ја определува резидиумот, остаток, оследењето на рефлексивноста. Тоа е априорна предискуствена форма за појавување на предметот во свеста. Ејдеска свест представува свест во која се појавуваат суштините, со интуиција, непосредно согледување на доживувањето, согласување на свеста со низиниот интенционален предмет. Расел особено придонел за развитокот на логиката и математиката во 20 век со истражувањата на основите на математиката и аксиоматското мислење. Расел создал посебен вид математичка логика, така што сите математички аксиоми може да се сведат на логичките принципи со што се изгради логицизам. Додека во математицизмот логиката се сведува на принципите на математиката.
За Расел, смислата на философијата е барање на вистината. Вистината треба да биде научно втемелена, без предрасуди и нетрпеливости, екзактно поставена, без субјективизам. Целокупното знаење го дели на непосредно сознание, директно ментално представување на објектот, сознание со опис, дескрипција на низа детали на нештата што непосредно не ги познаваме. Раселовата теорија на вистината е кореспонденција, каде вистината е копија на реалноста. Таа е копија на самите предмети, а не на состојбата на предметите. Логичкиот атомизам на Расел представува субстанцијата. Материјата и единечните предмети не се реалитети, туку логички конструкции. Светот се состои од меѓусебно независни делови. За етиката и културата Расел вели: етичките проблеми треба да се одделат од научната поставеност и исследување, затоа што чувствата не може да се истражуваат со научни методи. Раселовите позначени дела се: Принципија математика, вовед во математичката философија, логичкиот атомизам, освојување на среќата, историја на западната философија, човечкото знаење. Основните биографски податоци на Бертранд Расел се следните. Роден 1872 година, живеел до 1970. Потекнува од англиско благородничко семејство, математичар и филозоф, познат пацифиста и доседен противник на војувањето. Студирал математика и философија на Кембридж, каде и предавал, за потоа да биде професор во Оксфорд, Чикаго, Лос Анджелес, Пекинг. Добитник е на Нобеловата награда за литература во 1950 година. Активно учествувал во демонстрациите против војната. Неопозитивизмот представува апологија на научниот пристап и критика на метафизичката ориентација на философијата со нови методи на математички истражувања и заснување на знаењата. Големата улога на математиката и логиката во неопозитивизмот го разликува од стариот позитивизам, кој беше историско-социолошки, на Огист Конт. Логичкиот позитивизам смета дека современата задача на философијата е да ги елиминира метафизичките искази како безсмислени, за разлика од ставовите на науката, и конституирање на прецизен јазик за елиминирање на заблудите од секоја двосмисленост. Неопозитивистите сметаат дека треба да се намали значењето на философијата и да се зголеми значењето на науката. Всушност, философијата да се изгради како строга наука, поврзана со резултатите од најсовремените науки. Најпознати неопозитивисти се Бертранд Расел, Џорџ Мур, Лудвиг Витгенштајн, Рудолф Карнап, Алфред Тарски. Лудвиг Витгенштајн во однос на филозофијата вели: сознание има само во природните науки, а философијата треба да се ограничи само на анализа на јазичните искази, со што таа би била логичка анализа на јазикот. Денес, оваа неопозитивистичка ориентација на философирање се нарекува аналитичка философија. Задачата на аналитичката философија е правилно анализирање на нашите искази, метод на анализирање на поимите, а не занимавање со апстрактни суштини за непостоечки објекти. Философија на екзистенција представува филозофски правец кој во средиштето на своето истражување ја става смислата, тешкотијата и насоките на човековото живење. Философијата на екзистенцијата се појавила во 1920 година, прво во Германија, а подоцна во другите европски земји. Појавата на екзистенцијализмот во современата философија е условена од тешката, драматична лична положба на човекот во историската и социјална ситуација, од општата разочараност во прогресот и од кризата на европската цивилизација. Философијата на екзистенцијата настапува против позитивизмот и неговиот оптимизам во науката, сомнителниот просперитет и хуманост во индустриското општество, потоа рационализмот и философијата на апсолутот. Филозофска цел за философијата на екзистенцијата е единечната екзистенција на човекот и неговото место во светот.
Развиени се неколку видови на философија на екзистенцијата, и тоа филозофија на екзистенцијата во потесна смисла со застапници Карл Јасперс, Габриел Марсел, екзистенцијална филозофија Мартин Хајдегер, екзистенцијализам Жан Пол Сартар, Морис Мерло Понти, Симон де Бовуар, Алберт Ками. Основната теза во учењето на Карл Јасперс е дека екзистенцијата е остварување на вечноста во времето. Хајдегер во својата философија се запрашува за битието. Да се мисли тоа што е битието, може само ако човековата суштина се промислува како ексистенција, тоест како отвореност за вистината на битието, како дом на битието. Екзистенцијализмот на Сартар учел дека екзистенцијата и претходи на есенцијата. Човекот прво постои, живее, се развива. Тој е битие за себе. Со смртта се определува неговата суштина. Битие по себе. Битието по себе е целата реалност, освен човекот кој е битие за себе, постојано воменување и развивање. Во идејните концепции на Карл Попер, исклучително е важен проблемот на проверка и докажување на вистинитоста на ставовите во науките и огромната социјална одговорност на науките и научниците за развој на општеството. До вистината на некои ставови според Карл Попер се доаѓа со побивање на точноста на теоријата, со нејзино негирање, вија негатива, а ако не се успее, се верифицира како точна, се додека не се успее. Својата постапка при докажување на вистинитоста ја нарече докажување на неточноста, фалсификација. Предмет на критика на Попер е позитивизмот и неговата безгрешност. Го отврла индуктивниот метод на докажување. Исто така противник е на неопозитивизмот. Кај Попер се среќава прагматистичката идеја и тој инсистира на демаркација, разграничување меѓу научните и обичните животни ставови. За Попер, нашето знаење е критичка предпоставка, низа од хипотези, сплет на насетувања, па според тоа, можно е само да се доближиме до вистината, но не и да дојдеме до сигурно знаење. Науката нужно е нецелосна, а нејзините теории привремени. Во своите политички дела, Попер покажува дека слободата и правата на единката се најважни за добра заедница и добро живење. Тоталитарна праведност е критика кон Платон за идејата дека општеството треба да биде соредено во слоеви во кои ќе управуваат избраните. Трибализам, племенски дух, е критика за идејата на Хегел заради абсолютизација на улогата на државата во животот на луѓето. Негативни пророци е критика на Маркс заради идеализација на работничката класа, која колективно треба да завладее со општеството, негирајќи ги сите други. Најзначајните дела на Карл Попер се Логика на научното истражување, Отвореното општество и неговите непријатели, Во потрага по подобар свет. Терминот кибернетика потекнува од хеленскиот збор кибернетес, кормилар, означува мислење, дејствување во духот на повратна спрега, процес. Идејата и поимот кибернетика го создаде Норберт Винер, роден 1894 година, живел до 1964, автор на книгите Кибернетика или управување во живиот организам и во машините, кибернетика и општеството. Компјутерите представуваат машини кои можат да го менуваат своето дејствување во зависност од импулсите кои ќе стигнат до нив. Со компјутерите ќе се дојде до филозофските сознанија дека структурата на машината или на организмот ги покажува дејствата што од нив може да се очекуваат. Поимот техника означува процес на вештачко создавање. Под вештачка интелигенција се подразбира имитирање на органските процеси на механички начин со потенцијали за слободно менување на командите, отворен систем. Поимот робот го создаде чешкиот писател и хуманист Карл Чапек и означува машина, суштество
кое продуктивно го развива своето однесување, така да не може да се разликува од човекот во однос на однесувањето. Кибернетиката учи дека комуникацијата и управувањето со процесите се најзначени делови од животот. Да се живее ефикасно и успешно, тоа значи да се биде секогаш добро информиран. Информацијата за Винер представува суштествена содржина на она што го разменуваме со надворешниот свет, додека му се приспособуваме и додека влијаеме врз него со своето приспособување. Кибернетиката ја откри грубата организација која води кон неред и губење енергија. Општиот стремеж на животот е да се зголеми конфузијата, да се намалува среденоста на нештата. Вредноста на кибернетиката се согледува во пораката на Винер. Научникот непрестано се стреми да проникне во редот и во организацијата на светот и да учествува во играта против дезорганизацијата. Кога се вели дека животот има антропоцентрична смисла, се мисли дека од човекот произлегува секоја вредност, кон човекот е свртена секоја цел. Философската антропологија проучува физички, го проучува човекот како живо суштество. Културно ги проучува човековите вредности и дела. Социјално ги проучува општествените форми на човековиот живот. Централните истражувања на Ерих Фром се посветени на противречностите на човековата екзистенција. Неговите најпознати дела се здраво општество, бегство од слободата, човекот да биде свој, вештината на љубовта, анатомија на човековата деструктивност, да се има или да се биде. Карактерот според Фром представува релативно постојана форма во која човековата енергија се канализира во процесот на поврзување и социализација. Фром разликува 5 вида на карактери, и тоа: рецептивен, оние луѓе кои примаат, а не даваат; собирачки, оние кои собираат и се задржуваат за себе; искористувачки, оние кои од другите земаат со наследство и итрина; трговски, оние кои сметаат дека себе и своите потенцијали можат да ги продаваат; продуктивен, оние кои своите потенцијали ги реализираат на позитивен и општествено вреден начин. Модерниот човек, според Фром, треба да биде готов на откажување од сите форми на поседување, за да може целосно да се реализира, да биде. Личноста ја губи слободата ако има желба за имање, поседување, владење со светот и со другите луѓе и соробување на своите потреби. Биоетиката е наука за одговорноста на човекот за разбирање на животот, животните форми и нивната заштита, врска меѓу биологијата и етиката. Проблемите и истражувањата на биоетиката се сконцентрирани врз животот како начин на постоење, природата како единствена основа за животот на земјата, личноста како највисок дострел на развиеност на животот на земјата и на односот помеѓу нив. Општите цели на биоетиката се да не се повредува ниедно живо суштество, да се внимава на последиците од своите дејства врз природата, да се унапредуваат сите елементи на природата. Екологија представува наука за тоа како живите суштества се поврзани меѓусебно и со својата животна средина. Екосфера или биосфера представува слој на земјината атмосфера во кој што може да има живот. Екосистем представува биолошка заедница и незината животна средина. Хумана екологија представува наука сконцентрирана врз испитувањето на условите и начинот на живење на луѓето, како и врз определувањето на неопходниот квалитет на природни услови во животната средина. Еколошка философија или екософија представува философска размисла за суштините на човековата средина и за различните прашања на односот на човекот кон природата. Првата морална норма на екоетиката и биоетиката е чувај го животот. Модернизмот во современата епоха инсистираше на апсолутна новина и ексклузивност, барање секое дело да биде различно и понеочекувано од претходните. Терминот модерно потекнува од латинскиот збор modo, што значи токму сега,
значи она што е популарно и најважно во овој миг. Постмодернизмот се појави од потребата за отпор и олеснување од големиот притисок врз творците и публиката. Творците мораат да трагаат по нови форми кои ќе ги восхитат сите. Публиката мораше да се согласува и да ужива во она за што не беше подготвена. Карактеристиките на постмодернизмот се слободата, различноста, стремежот кон разбирање, диалог, мултикултура, комуникација. Постмодернизмот е најизразит во архитектурата, сликарството, театарот, музиката и во сите уметности. Ставовите на постмодернистичката философија се изразуваат во слободниот дух, фрагментацијата, еклектизмот, иронијата. Етичките ставови на постмодерната се разбирањето, филозофијата на диалог како основа за подлабоко согледување на светот, на другиот, на себе. Најпознати македонски просветители кои ширеле филозофски идеи се Јоаким Крчовски, учител и калуѓер, Кирил Печиновик, познат просветител и моралист, Марко Цепенков, изнесува животни и морални ставови, Глигор Прличев, со делата Скендербеј, Сердарот, Крсте Поп Мисирков. Катедрата по философија во Македонија започна да работи во 1920 година на Филозофскиот факултет во Скопје, со професори Душан Неделковиќ и други философи. Философската катедра на Скопскиот универзитет Свети Кирил и Методи започна да работи во 1946 година со професорите Богдан Шешик, Загордан Миќиќ, која била студент на Едмунд Хусерл, Абдулах Шарачевиќ, Павло Вукпавловиќ. Јонче Јосифовски, професор на Философскиот факултет, се ориентирал во унапредување на логиката. Негови дела се Увод во символичката логика, Историја на логиката, Семантика и семантичката философија. Академикот Георги Старделов се занимавал со македонската естетика и културологија. Негово дело е Вовет во иднината.